Уште 6 коло до крајот од сезоната во првата женска фудбалска лига. Останало дилемата која екипа ќе испадне директно, а која ќе игра бараж за опстанок. Кочани или Топ Гол од Битола. Меѓу овие две екипи е трката за тоа кој да игра бараж за опстанок, односно да не испадне директно во втора лига. Во следното 22 коло Кочани го очекува тежок меч против Скопје, каде тешко ќе може да има изненадување, а пак Топ Гол ќе игра против Тиверија Брера на домашен терен, каде исто така тешко би можел да има изненадување. Во рамке на 23-то коло Кочани ќе гостува кај Вардар, каде има реални шанси за освојување на бодови, а пак Топ Гол ќе гостува кај новиот шампион Скопје, каде бодовите ќе биде тешко да се освојат. 24-то коло носи можност за бодови за тимот на Топ Гол кој ќе игра против Вардар на домашен терен, а пак Кочани ќе игра против Речица на домашен терен, шанси за тимот на Кочани за бодови, барем гледајќи по квалитетот на екипите. Кочани во рамке на 25-то коло ќе гостува во Струва, каде ќе игра против Ас Юнајтед, каде разликата во квалитет е голема и ќе биде чуда ако Кочани освои бодови, а пак Топ Гол ќе гостува кај Речица во обид за изненадување за бодови. Предпоследното 26-то коло носи директно дерби на Топ Гол и Кочани, кој ќе биде пресудно меѓу двете екипи во трката за да се избегне последното место. А во рамки на последното 27-мо коло Кочани ќе има тешка задача против Каменица Саса на домашен терен, а пак Ас Юнајтед ќе го пречека Топ Гол. Можеби веќе ова коло и нема да биде пресудно, а можеби ќе одлучи дали Кочани ќе игра бараж или Топ Гол, односно дали Кочани експресно ќе испадне во втора лига или пак Топ Гол како до пред две сезони преку бараж ќе ја спасува сезоната ако го доби истиот за опстанок во прва лига. Овој викенд нема прволигашки фудбал кај дамите поради репрезентативната пауза.